Драги гледачи, добар ден, добро дојдовте во новото издание на емисијата Тип 102. 24-та емисија поред од нашиот почеток, таму некаде во октомври, еве сега продолжуваме и во вториот дел на ова емисија. Денешен наш и ваш ексклузивен гостин ќе биде Гордан Здравков, фудбалски ветеран, а во моментот шеф на струција штаб на фудбалскиот клуб Селекс од Кратово. Ке има што да предискутираме, отворени се и нашите телефонски линии, можете да поставувате прашања, да после подолга пауза да се видите, да се слушате со Гордан Здравков, човекот кој што го задолжи фудбалскиот клуб Брегалница, со него имаше освоена една титула, потоа премина во Вардар, имаше излети и на интернационален план, меѓутоа секако Брегалница му е во срцето, а Гордан Здравков е во срцето на некогашните љубители на Брегалница и затоа токму него го одбрав денес за да знаат и помладите кој е Гордан Здравков. Вообичаено содржани 10 предлози негови за овој спортски викенд во кој што ќе се обидеме заеднички да дојдеме до една кристална чиста позиција на точно погодени резултати кои што тој ќе ни ги понуди. За денешниот тек на емисијата се потрудуваме и вие да бидете активни со ваше јавување на 612 313 612 314 повикувачки број за штип 032, а тоа ќе биде надпревар од Македонија Австралија, пријателски надпревар кој што ќе се игра во понеделник во 21 часот. Сите видовме како заврши оној квалификацијскиот надпревар синоќа со Беларусија, меѓутоа Македонија ни е во срцето, тераме напред, пријателски дуел во кој што ќе можете и вие активно да учествувате со ваша прогноза, било каква кец, 0-2, гол, 3+, и се она што предвидува спортската прогноза. Во вториот дел ќе имаме да ќе поразговорот со Гордан Здравков и на крајот оној основен предлог тип со 10 парови плюс Македонија Австралија како додатен. Ќе имаме околу 14 часот јавување во живо на Велибор Џаровски Џаро со негов предлог, со негови дојави, како што е вели, сомнителни, меѓутоа резултати кои што тој ќе ги одбере, надпревари кои што тој ќе ги одбере и сигурно со неговата прогноза ќе влијаат во оној наш и ваш заеднички пристап за исполнување на тикети за погодување. Во текот на целата емисија можете активно да учествувате и вие со ваше јавување, меѓутоа пожелно е после разговорот со Гордан Здравков во оној краен дел, во вториот дел на емисијата, каде што ќе можете да давате своји точни прогнози за заеднички добивка. Вообичаено има и добитници од минатата емисија, но ќе ги соопштам веднаш по краткиот джингл. Одиме со джингл и со најавата дефинитивна зона кои беа добитници кои можат да уплатат во текот на овој викенд. Одлични прогнозери имаше и во минатата емисија, така да, еве, слободно можам да кажам дека нашиот гостин Јованче Пилешков го погоди точниот резултат за средбата Барселона-Реал, прогнозираше 2:1 и тој е најточниот добитник, најточниот прогнозер, 2:1 и така излезе резултатот. Други кои што се добитници со уплата на вредносен талон од 50 денари во Вилхил, тоа се Горан Наков Штип, Стојан Мицевски Проби Штип, Ристо Малечков Штип, Сузана Павлова Штип и Ивана Стојкова Штип. Сите тие можете веднаш по емисијата со впишано талонче, сигурно ќе чекате и денешните прогнози, да се упатите кон обложулницата Вилхил и да уплатите талон во вредност од 50 денари. Во ова емисија, забележувате, нема добитници од Зегин, тие се од Вилхил, значи Јованче Пилешков Штип, Горан Наков Штип, Стојан Мицевски Проби Штип, Ристо Малецков Штип, Сузана Павлова Штип и Ивана Стојкова Штип. Ова е на новото издание на билтенот на обложулниците Вилхил. Во него може да ги пронајдете сите оние парови од најважната споредна работа на светот фудбалот, па се до најпрофесионалната американската кошаркарска НБА лига. Тука се одржат и кошарка, ракомет, ватерполо, сите оние спортови, сите оние кои што милуваат
да уживаат во спортските надпревари од било кој вид, тука ќе ги најдат сите основни податоци во билтенот на Вилхил. Билтенот на Вилхил е секогаш бесплатен, ви стои на располагање, а она што го нуде многобројните игри, секогаш го најавувам најатрактивно, најдобро, можеби единствено во облажувалниците на Вилхил е тоа да секој тикет со 6 и повеќе парови дополнително се наградува со бонус. Тикет со 6 надпревари следува бонус 5%, со 7 надпревари бонус 10%, 8 надпревари бонус од 15%, тикет со 9 надпревари за него бонус од 20%, со 10 надпревари 25% бонус, тикет со 11 надпревари следува бонус од 30%, тикет со 12 надпревари следува бонус од 35%, со 13 40%, со 14 надпревари 45% и тикет со 15 впишани надпревари за него следува бонус од 50%. Играјте, типувајте, навивајте за кого сакате и каде сакате, но обложувајте се единствено во Вилхил, во обложувниците на Вилхил со наша припомош до заедничка добивка. Нека биде ова поздрав и почет кон дечките и девојките кои што се на своите работни места, нестрпливо ве очекува да уплатите, да впишете ваша комбинација и заеднички со наша помош да дојдете до добивка. Вилхил ви стои на располагање, а предлагам сега на режијата да одиме со джингл и со поздрав почет кон оние кои што другоруват во текот на емисијата Тип 102, да ги поздравиме, да се подсетиме на нив, а секако и препорака и вие да учествувате заеднички во нивни проекти. Веднаш потоа, сигурно тука до мене ќе го видите нашиот денешен ексклузивен гостин, ќе повторам, Гордан Здравков, фудбалски ветеран, сегашен шеф на структурниот штаб на фудбалскиот клуб Силекс од Кратово. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вилхил. Во билтените на Вилхил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вилхил во секој катче на Македонија. Пица ресторан Сае. Тајната е во вештините на угостителскиот еснав, вистината во гурманското чувство на гостите. Идеално место за дружба со најблиските или деловните партнери. Организирање на прослави во незаборавен амбиент, прекрасна атмосфера и перфектна услуга. Пица ресторан Сае, во срцето на Горно Маало. Резервации и нарачки на телефон 384 698 или на мобилен 078 240 532. Спортисимо, вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Кочани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вилхил. Во билтените на Вилхил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вилхил во секој катче на Македонија.
ексклузивен гостин ќе ни биде Гордан Здравков, тој е веќе овде. Добар ден, добре дојде овде. Добро ве нашол. Благодарам за поканата. На почетокот поздрав до сите љубители на спортот, онаму каде што ве гледат. Искрено кажано се надевам дека и во Свети Николе во наредниот период ќе имаме можност да ве гледаме. Исто така поздрав до спонзорите Вилхил, Зегин и до мојот драг пријател Джаровски. Джаро. Предмалку се слушнавме Джаровски во оној Джаро тип се договоривме во 14 часот да биде, упати поздрав кон тебе, заедно беа со Зора Смилевски. Тој беше некогаш ми се чини во Силекс, во Тетекс, во повеќе екипи, инаку стандардна двојка, Джаровски, Зора Смилевски, твои добри пријатели и пријатели на фудбал и на спортот воопшто. Секако да. Горде на почеток вообичаено, еве ние повозрастите и секако повозрастите од Штипи од целиот источен регион знаат за тебе, меѓутоа за помладите да дознаат кој е Гордан Здравков. Еве на почетокот една лична карта, една ретроспектива на твојата фудбалска кариера. Дали тоа беше фудбалот или можеби во оние помлади денови некој друг спорт бил така интересен за тебе или фудбалот е поедовна основа? Па можам да кажам дека во текот на целата моја кариера, кога сам преминувал од еден клуб во друг, сум имал она наречено фактор среќа, така да почнав 73-та година, во тоа време Овче поле имаше можеби, него сигурно најдобра генерација во историјата на Овче поле. Исто така кога дојдов 77 година во Вардар, морам да кажам дека и Бергалница имаше исто таков дрим тим, да го наречам. Така да 73-та почнав да тренирам со младинците на Овче поле, тогаш нормално во тоа време немаше пионери, немаше кадети, него тоа фудбалот се почнуваше многу по возрастни години. Сигурно ќе ме проси само, сега се потсетувам на тие моменти, имавте еден страшен Митрушев, имавте еден Коцев, дали ги завари или тие се пред тебе генерација? Митрушев, Коцев, знам дека од Овче поле премина во Вардар, подоцна не знам. Да, тоа беше генерација, навистина најдобра генерација на Овче поле, тука што го спомнавте, Панче Коцев беше малку и во Вардар, Радко Миланов, Благо Мишев, навистина генерација за респект, генерација која беше, морам ми тоа да го кажам, дека беше мотив за сите нас како деца, мора да се каже и за помладите, дека тоа беше време кога фудбалот имаше дискреционо право да биде во желбите на децата, во мотивот на децата, немаше конкуренција тогаш со некои други спортови, имаше во ствари во Свети Николе тогаш и исто добра генерација, почетоците на најдобрата генерација во ракометот во Свети Николе. Меѓутоа имав среќа 75-та година, неполни година и пол после моето отпочнување со кариерата, имав среќа да во тоа време во Свети Николе имаше еден прекрасен тренер, сега починат Наум Бутевски, кој ме зеде во првата екипа и така да на 16 години почнав и да играм во сениорите на Овче поле. Се сеќавам во тоа време, тоа беше сезона 75-76. Ако се сеќавате, тогаш Брегалница од Македонска лига влегуваше во втора лига, тоа се сеќавам и на утакмицата во Свети Николе беше инвазија на Штипјани, Брегалница не победи со 2-0. Се сеќавам на еден дуел, односно еден лакт од Чичо. Така, 75-та до 77-та, реков, значи, бе во Овче поле, 77 година, на барање на професорот Наджаков, се преселив овде во Штип. Тоа беше исто така генерација и спомнав пред малку дрим тим на Брегалница. Сега можеби малку неблагодарно, можеби ќе заборавам некој, меѓутоа па некој мора и да се спомена. Тоа беше Ицо Божинов, Чичо Жали, Штериев, Шумански, Бековски опар, се знае, Тано Иванов, Коцев, Гуњата, Икономов, така, Ефтимов, Владо Ристов, најдобриот скокач
во бивша Југославија, мене секогаш кога некој ќе ме спомене, сакат да кажат дека сум бил добар скокач, меѓутоа Владо Ристов беше неприкосновен, навистина беше тип на играч кој знаеше вселенски скок. Вселенски, така, со задршка. Така да и во тоа време, 77 година, кога дојдов оде, одма наредната година играв, не играв, меѓутоа наредната година дојде смена на генерација, Джали, Икономов, Ристе, постарите се откажа или влегоо во тренерски води, имав можност нормално да заиграм за првиот тим, стандардно за првиот тим на Брегалница. Бев до 81 година, тоа е 81 година, постарите се сеќаваат дека, мислам дека беше февруар месец, дека игравме четвртфинале со Велеш Мостар на Југословенскиот куп, значи, ако кажам 8, меѓу најдобрите 8 југословенски екипи, и луѓето кои паметат како фудбал се играше во таа некогаш на Југославија, ќе сватат дека тоа беше навистина дрим тим на Брегалница. Нека не ми замерат постарите генерации, покотово генерацијата послушање од 62-та, 63-та. Ефремов, Иванов, така, да, кој не ги паметам, така. Желев, Ражанков, Бор Милодинов, после дојде Гордош и Војче Спасовски. Одлично, да. Има и други, Ледников, додатни, меѓутоа нека ни просто не може да ги спомнеме. Меѓутоа Горде, карактеристично ти рече дека дојде во период на смена на генерации. Колку тоа помага, бидејќи Брегалница е специфичен, рече Дрим Тим, многу убави зборови. Брегалница кога завземеше место еден Чичо или еден Владо Ристов, тогаш јака душа на некој втор центрхалф или центрафор, бидејќи 10 години треба да чекај на тебе, ти ја како да речеме, ја имаше таа среќа. Во одна преодна генерација дојдеш у почетока и ви себе рече некогаш влегуваше, чекаше, меѓутоа тоа е дрим тимот на Брегалница. Подоцна, еви со вие помладите, повторно дојде успеси. Рече, 80-та година Брегалница беше освојувач на купа, тоа ти е прва титула сигурно. Да. Освојувач на купот на Македонија. Каде беше и против кого беше тоа, после ќе се осврнеме на мечевите во осмина финалето во рамките на Југославија. Тоа беше финале на купот на Македонија во Скопје против Вардар. Беше, сега не се сеќавам, мислам дека беше 0-0, знам дека беа пенали. Патем да кажем и го утнав пеналот, меѓутоа благодарение на двете одбрани на сега не е меѓу нас Драган Димитровски, тоа беше еден прекрасен голман, да, и човек. Значи го бевме прваци на Македонија, после се разигруваше, тоа беше меѓу 32 најдобри југословенски екипи. Тука ја пречекавме Шумадија 1-0 со голот на, мислам дека беше Драгче Евтимов. Па потоа историската утакмица, се сеќавате веројатно вие, утакмицата со Олимпија 1-0 тука, исто со голот на Евтимов. Пенал, да. Така, пеналот. И во четвртфиналето веќе реков дека игравме со Велеш Мостар. Можеби ќе бидам навијачки, можеби нереално, мислам дека ако игравме во Штип, мислам дека и Велеш ке паднеше. Бевме толку склопени, веројатно не случајно вклопени како екипа Дрим Тим, мислам дека можевме и да малку и повеќе да сториме, меѓутоа тоа е релативно се нели во животот и поготово во фудбалот. Надпреварот со Олимпија има два моменти. Првиот е, да речеме, дотогаш Олимпија, тоа е некаде февруар или тука некаде во 13-14 коло во првата Југославска лига непоразен. Беше национална табелата, а вториот момент е што Драган Христовски на тој надпревар доаѓа по враќањето од Олимпија. И ми се чини, благодарејќи на професорот Мирко Наџаков, на еден надпревар со Плачковица во Радовиш, немаше кој да игра центар халф, го врати на таа позиција, но тој играше и полутка, и крило, и бек во Олимпија, лев бек играше и во Звезда. Значи, тие се два моменти ги поврзав со Драган Христовски, кој беше, гревата да кажам, сите беа добри, меѓутоа товарот беше на одбраната. Значи, Олимпија како непоразена дотогаш и Драган Христовски како штопер на тој надпревар. Па добро е што ми споменувате некои работи, затоа што се странно се патите, да. Сигурно точно така. Мислам дека Драган одигра еден животен надпревар тој ден.
Мада и добро рековте, тоа беа одбраната и го доби, во ствари го доби над преварот. Олимпија беше во врв 14 кола непоразени. Мислам дека мислам него сум сигурен дека Вукашин Вишњевец беше предводник на таа генерација, подоцна беше и мој тренер во Вардар. Меѓутоа беа навистина беше надпревар на високо ниво, на највисоко ниво. Потоа следуваше надпревар против Велеш во Мостар во годините кога исто така и Велеш беше со најсилниот состав. Марич, Баевич, Слишковиќ, БМВ, да. Баевич, Марич, Владич. Да, БМВ, проченото БМВ. Меѓутоа Брегалница Херос ги одигра. Рече од 77 до 81, значи по овој успех во купот, пак ќе рече во успех, бидејќи да се пласираш меѓу 8 најдобри, секако е сон на секој фудбалер. Тука некаде да завршува договорот со Брегалница, понатаму? Понатаму да споменам со професорот Наджаков, морам да ги споменам професорот Шишков, да кажеме Батенико, беше стручен, едноставно стручен штаб од неколку луѓе што навистина функциониравме безпрекорно. Брегалница беше бренд во источниот регион, мора да се споменат и прекрасните луѓе Панче и Чичко Атанас од Чатал како водачи на клубот. Значи тимот беше на ниво на клубот. Можеби не до сега во историјата на Брегалница не се случило да кажеме секогаш понекогаш клубот е погоре од екипата, нормално никако баланс да се направи. Што се однесува после тоа 81 година, пред мене беше Гоце Алексовски, отиде една година пред мене во Вардар, 81 година јас, до 86 година, па година и пол во Австрија. Моето второ враќање во Брегалница 87 година. Првата сезона во Македонска лига, па влеговме наредната сезона во меѓурегионална лига и се до 92 година бев во Брегалница. Впрочем, да кажам дека најголем дел од мојата кариера ја поминав овде во Штип со Брегалница и за чудо многумина кои ме знаат од целата република па и пошироко мислат дека сум роден штипјанец. Имаше во скоро на Фејсбук некоја турнеја со Васо Ринго, со останатите звезди во Битола и беше напишано славните вардарови фудбалери, а некој пише од коментари да он си е наш штипјанец, него да. Значи, многумина знаат дека се Штип. Да се сврнеме на Вардар. Вардар е во зенитот тогаш, со Дарко Патјев. Тука некаде при крајот беше Драган Мутиверич, после оне прекрасен голман Момчило Грошев кој е покоен. Тука беа Томче Трајановски, Ѓора Јовановски, Вујадин Станојковиќ, една прекрасна генерација со која еве дојде до втората титула. Првата беше со Брегалница за освојање на Купот на Македонија, втората со Вардар. Како беше во Вардар и кои беа тие звездени моменти? Мора да се спомени покрај чисто фудбалски теренски работи, мора да се спомени дека идејата, филозофијата, целата филозофија мора да се спомени Стјепан Бобек, значи сите, да кажем, најдобри фудбалери од цела република, еден период од 2 години почна да се собират во Вардар, така да Томче Трајановски, Пепи Ѓорѓиевски, Тони Савевски од Битола и многу други. Едноставно, исто така, ајде да не речам Dream Team, меѓутоа многу велат дека е тоа и уствари најдобрата генерација на Вардар. Мора да споменам дека тогаш зафати 2 генерации, односно она постарата генерација, исто тоа што го реков за Брегалница за постарите, значи почна Мути Барич, Кочо Димитровски, Перица Груевски, Рајчевски, значи влеговме во Вардар повеќе од страна, нормално, се разбива на фама, ако се сеќавате 70-тите години во Вардар се играше, тешко се влегуваше скопската шема, некако Вардар прерасна во републички македонски клуб и навистина беше така да имав чест
да бидам соиграч со Васил Рингов, со освен овие споменати со Томчес, Трановски, со Дарко, со Вујо, прекрасна генерација, Тетовци, Урошевиќ, Миле Симовски. Стојмир Урошевиќ, да. Така, да, се прекрасни пред се луѓе со кои и денес морам да кажам се дружиме, се едноставно недостасуваме еден на друг, па често се слушаме и се гледаме. Во тие времења беше и она шампионска титула на Вардар, мислите? Да, меѓутоа шампионската титула на Вардар имам една утакмица од таа, затоа што премина во Австрија во Фест од Линц, каде беше... Меѓутоа си дел од таа генерација. Добро, да, и пекарот ми стои дома, меѓутоа немам, морам да признам дека немам голем удел во таа. Меѓутоа се едноставно тоа беше неостатоци, тоа беше Дрим тим на Вардар. И Вардар жареше и палеше тогаш во сигурно беше првата југославска лига. Беше конкурент на големата четворка, кои се сеќават на Партизан, Звезда, Хајдук и Динамо. Значи едноставно тој период Вардар ги проби тие неприкосновени голема четворка, така да убави години беа. Мислам дека дадовме многу убави моменти на публиката. Горде, во една прилика ще пјани. Јас, Ражанката, Чичко Заки, покоен и уште еден, отидовме да гледаме на градски во Скопје Вардар Хајдук. Јас сум хајдуковец, Ражанката хајдуковец. Играше десно крило, десен бек играше Мисичини Вуедин Станојковиќ. Вардаровите најувече кои беа во околина беа брз, експлозивен као барут. На 2-3 моменти имаше додавање од Станојковиќ, некако не мрднуваше. Меѓутоа 2-3 моменти ги искористи, центаршот и брз провеј под десното крило, а мора да кажам дека Приморец тогаш од Велеш ојде во Хајдук надпрведен лев бек. Си го најде мајсторот, 2 центаршотови голови на Дарко Панчев и 1 гол ти. Кој е тоа чувство, кој е тај осет, инстинкт? Вака кој има топка додадена во празно, некако лежено, меѓутоа кога се насети тој момент, тогаш како катапулт летуваш. Дали е тоа вродена мана или заслуга на Вишњевац, на Бовјак, на оние плејада тренери кои те советува? На професорот Наџаков, на професорот Наџаков, да го забраваме, да. Тоа е најбитно. Основните почетоци. Па не знам како да кажем, веројатно има и од двете, значи веројатно едно време се викаше да кажеме беше модерно да се каже 95% работа, 5% талент. Меѓутоа од сега се вели дека треба да имаш 100% дарба од Господа и 100% работа за да станеш врвен фудбалер. Неблагодарно е за себе да кажувам. Простиш, дојде сигнал од држијата, имаме некого на линија. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Тука е Сузана Павлова. Сузана Павлова, добитничка на награда. Да. Па ја би играла 2+. 2+, значи Македонија, Австралија 2+. Благодарам, Сузана, поздрав и со среќа. Фала. Горде те прекина, продолжи мислата. Значи он па неблагодарно е да сега човек да кажува за себе, веројатно околината подобро гледа подобро, меѓутоа останувам на ставот дека за добар фудбалер потребно е и од Господ и нормално како трпна работа. Ке те надополним за професорот Наџаков, и јас бев таа генерација 52 со Драга Христовски, со Штириев, со Стево Гојњата, Борче Крстевски, Ѓоко Стојчев и ке ми просто сите. Од него јас играв центрхал. Од него научив една прекрасна техника на она извивање во скокот. И јас бев низок, меѓутоа играв центрхал. Значи од него техника и он е тука некаде висина со мене, меѓутоа тие техники владееше добро и за навивачите, и за навалните, и за одбранбените играчи. Имаме нов гледач. Ало, добар ден. Горан Наков на телефон. Горан Наков, ми се чини и ти беше добитник. Да, добитник. Повели Горан? 2+. 2+ Македонија, Австралија. Поздрав со среќа. Значи тоа е она што ќе кажам, Брегалница секогаш имала врвни стручати од страна, меѓутоа имала и добри домашни. Уште еден гледач, добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Шеф Кисалиев од Вилица. Шеф Кисалиев, само да запишем.
Виница. Прогноза Македонија Австралија? Еден од 1 до 4 гола. Како? Од 1 до 4 гола. Добро, благодарам, поздрав, со среќа, нов гледач. Ало, ќе ми просиш горе за така. Добар ден, Ало, повелете. двојка, Австралија на теб. Вашето име и презиме? Бојан Јованов. Бојан? Јованов, Од каде се јавува Бојан? од Штип. Јованов. Двојка? Јованов. Така ли рече? Да. Тип 2. Добро, ала, поздрав, со среќа. Горде, после Вардар ми се чини имаше еден излет во Хајдук. Дали беше тој или онака пролазна станица према Австрија или Не, тоа директно во Австрија? не беше тој период, но 79-та година Како да Со имаше излет во Хајдук. со Нанев, како се Тодор Нанев, да. Тодор Нанев. Он е наша генерација, така, 52-ра, да. 50 со него бевме 7-8 дена во Хајдук, као нормално тогаш имаше проблеми, меѓутоа тогаш Вардар сепак беше предизвик за нас од Македонија, така да после година дена јас отидов во Вардар, а не во Хајдук. Значи тоа е во период кога си во Брегалница на пробен, како да кажем, на пробна утакмица или на пробно тестирање, да, пробен период. А подоцна е во Австрија. Колку време беше во Австрија, кога следуваше враќањето повторно во Брегалница? Рече на почеток, меѓутоа еве да задржиме оваа ретроспектива. У 87 година отидов во Австрија, таму се задржав неполни година и пол, после второто враќање на мене во Брегалница, веќе реков дека се врати во Македонска лига, тогаш ако се сеќавате имаше влез во меѓурегионална лига, да. Така? Тоа е пред распадот на Југославија, да. Така, тука негде беше, да. Тука, значи 87 до 92 година, на почетокот на 92 и после тоа моето враќање во Свети Николе, завршеток на играчката кариера и почеток на тренерската кариера. Ке се осврнеме на тренерската кариера, меѓутоа ми интересира уште еден дел од твојата кариера. Малкумина знаат дека доста време и долго време си активен носител на она Open Fan фудбал школа. Тоа е во рамките од проектот на скандинавските земји, Данска, да, Норвешка. Да. Накратко да се осврнеме на тој момент, бидејќи сум присуствувал на неколку такви акции, тоа е една милина. Оние кои што дечиња и девојки од 7 до 12 годишна возраст, кои нема шанса да бидат на фудбал, преку овој Open Fan фудбал стекнуваат први созданија за спортот и за фудбалот воопшто. Како е да се биде и на тој план активен и колку е успешно тоа за, да речеме, рурални региони во Македонија? Па точно така, прекрасен проект благодарение на ЦЦПА кој е со седиште во Данска и норвешката влада, да кажеме како спонзор, па последните години УЕФА се јавува како спонзор, сето тоа зборува дека е тоа сериозен проект со кој од самиот почеток бев таму со Цено Александровски. Сега моментално сум нормално поради во врските не сум, меѓутоа со мислите, со дружењето секогаш сум. И секогаш стоеш на располагање. Сигурно. Мора да кажам, после тоа добро рековте, да кажеме да осетат младите мирисот на тревата, мирисот на теренот, на стадионот, па да не зборувам со оние донации на фудбалски топки, на маркери и сите тие реквизити. Мислам дека ево обстојува 2000-та година беше првата година влез на овој проект во Македонија, 2015 година, значи оваа година 15 години, значи сепак веројатно треба да си квалитет за да обстојуваш толку време. И секако најкорисното од тоа што сета она опрема, реквизити, додатни помошни делови остануваат за некои пионерски школи во тие градови. Сигурно. Да, имаме гледача линија. Ало, добар ден. Ало? Повелете? За 10 минути. Ало? Ало? Добар ден. Ало, со Австралија еден. Поздрав до Здравков. Ало? Повелете, ве слушаме, намалете го тонот на телевизорот само.
Еден поздравите го Здравков, јавува се Јоцо Фото Трајче. Јоцо Симонов, така беше. Да, Симонов. Поздрав до... Исто поздрав. Поздрав до Здравков. Поздрав. Вчера, ако ја гледате утакмицата, не знаат да одат, више нема фудбалери. Јордан, во некој од наредите емисии сакам да те повикам као гостин, бидејќи ти беше фудбалер и ти си активен учесник со оние прекрасни фотографии, фотоспомени и со видеокамера на сите настани на Брегалница. Жива историја, енциклопедија, како да кажам. Фала. Поздрав, значи, еден Брегалница, Австралија, да запишеме Јордан Симонов, Фото Трајче, убаво што се јави, бидејќи и тој е дел од историјата и на Брегалница, на спортот воопшто, бидејќи, преку него. Додека само да се заврши мислата. Имаме еден спомен кој што не го заборам, на средбата Брегалница-Беласица, ми се чини 2-1. Татко Трајче седеше до мене кога го доби ударот. Тоа беше премногу мотивиран. 0-1, 1-1, 2-1 за Брегалница и некаде при крајот на полувремето до мене седеше, беше врлежлив од чадори, срцето го изнесовме до брза помош, што седеме на трибината од Кејтернато. Тоа не го заборам никош, бидејќи толку беше дружелюбив со Брегалница, откако Јоцо остана на теренот, неговиот татко беше на трибините. Значи еден спомен и тоа е 86-та година. Убаво памтам кога почина Чичко Трајче. Повели, ќе ми простиш. Точно така, уште еднаш поздрав до Јоцо. И Јоцо, да кажам, беше и присутен на историска утакмица во Мостар, да. Сите слики се негови. За Чичко Трајче да не правиме муавет, они се, сами рековте, енциклопедија на штипскиот спорт, не само фудбал. Имаме нови двајца гледачи. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете, вашето име и презиме. На линија сум, дели? Да. Поздрав до вашиот гостин Гордан Здравков од неговиот пријател Драги Ставрев од Виница. Драги Ставрев од Виница? Да. Ваш пријател. И голман бивш на Брегалница. И бивш голман на Брегалница, еве, го слушате горде. Убави спомени, сигурно ве врзуваат. Секако. Многу убави спомени и мило ми е што го гледам на вашата емисија, не сме се виделе повеќе време. Да. И многу го поздравувам и му пожелувам се најдобро. Јас би ве прашал за нашиот и ваш Чаршавски. Чаршавски го видам стално во градот, тоа е добар. Треба и него да поканим и во план и перспектива и Михаил Чаршавски, да бидејќи тоа е еден од оние бисери на фудбалски клуб Брегалница. Да, секако, знам и мило ми е. Па тој беше една од главните причини што ме доведе во своја Виница, да, Чаршавски. Да. Во секој случај, јас ви благодарам на поздравите, еве тука горде, и убаво е вака да се дружиме. А дали ќе оставите прогноза за средбата Македонија-Австралија, еве кога сте на линија? Да, еве, може. Што ќе тукувате? 2:2. Како? 2:2. 2:2. Благодарам, поздрав и со среќа, драги Ставрев од Виница. Убаво подсетување, вие со самото најавување рековте. Имаме уште еден гледач со другата линија. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Стојан од Пробиштип. Како? Стојан од Пробиштип. Стојан Мицевски беше. Да, господине. Повели Стојан? Од 1 до 4 гола. 1 до 4 гола. Благодарам, поздрав и со среќа. Дали имаме друг гледач? Нема гледач. Значи, горде околу ОПФ фудбалот е тоа. Време е да ги видиме паровите, за крај подсетување за денешната моментална функција како шеф на структурниот штаб на фудбалскиот клуб Силекс од Кратово. Одеме со основниот тип, еве да ги
Повели, сакаш да... Една исправка. Да. Не шеф на стручниот штаб, него тим менеджер. Тим Тоа е менеджер. нешто малку другачи обврски, да. Да. Околу тоа ми е, бидејќи на прсти може да се избројат лиценцирани тренери со она про лиценца така. Тие се еден меѓу првите и меѓу ретките. Меѓутоа да завршиме ова работа, па ќе ми простиш еве за ова, бидејќи кај на шеф на стручен штаб фигурира, меѓутоа ги има и неколку тим менаџери. Извинување од мене, мислам. Одиме со предлогот на Гордан Здравков за надпреварите. Прва двојка, прва репрезентативна средба, значи во прашање се квалификацијски надпревари, мирува прволигашки фудбал насекаде во Европа. Хрватска, Норвешка. Горде, прогноза и коментар краток. Мојот тип е тип 1, мислам дека Хрватска моментално располага со многу поквалитетни играчи. Мора да се каже дека Норвешка последните години е во, да кажеме, ајде на некој начин во стагнација, така да не должиме. Мој фаворит е единица, значи. Единица. Втора надпреварувачка двојка Израел Велс. Израел по моите информации кажуваат дека се многу во последните години се многу вложува во фудбалот, мислам дека и дека имаат солидна репрезентација, дека се во подем и затоа исто така мој тип е 1. Трета двојка Бугарија Италија. Бугарија, Италија, иако на изглед може би Италија е сигурна, да кажеме на некој начин. Мојот тип е X и 2, затоа што и сами рековте дека понекогаш италијаните знаат да... Со 3 гола знаат светски прваци да бидат. Точно така. Бугарија Италија X, 2 режија, четврта двојка Холандија Турција. Холандија Турција, иако и за Турција не е за подценување, меѓутоа мислам дека Холандија по сите параметри е фаворит и мој тип е единица исто така. Иако досега одигра катастрофално, загуби од Исланд, меѓутоа Холандија, Лалиња се Лалиња. Иако без Робен ќе бидат на овој утакмица кој мора да се каже дека е главна карика во нивниот состав, важни се индивидуалните способности, меѓутоа и како колектив. Да. Северна Ирска, Финска. Северна Ирска, Финска, храбро ставив X. Нешто, мислам дека од прилика можеби финците се исто, да, во исто као норвежаните во задните години не се, да кажеме, во некоја врвна форма, меѓутоа нешто ми кажува дека ќе биде X. Да, карактеристично за нив како Норвешка, оние играчи кои што настапува во премиер лигата, во другите веќе се на залезот на кариерата и следи смена на генерации. Точно така. Унгарија, Грција. Унгарија, Грција, мој тип е исто X. Мислам дека и унгарците се малку во подем. Грците не треба во секој случај да се отпишат однапред. Мој тип е исто така X. Унгарија, Грција, X. Северна Ирска, Република Ирска, Полска. Република Ирска, Полска, мислам дека поляците се моментално се далеку поквалитетни, ако не се случи некое изненадување, не би требало да има, освен победа на поляците, никое друго изненадување. Двојка. Португалија, Србија. Интересен дуел. После онај дрон со Албанија. Србија, мада неблагодарно да се типува, можеби сум навијачки настроен, можеби не можам да бидам реален, меѓутоа овде типував 1X. Кец X, значи и така и така. Казахстан, Исланд. Еве го на Исланд што е победи Холандија. Да, Исланд. Исто така мора да се повторам дека фудбалот во Исланд е во нагорна линија, има добра репрезентација, за разлика од Казахстан, каде што може да се каже дека фудбалот се уште е, да кажеме, на некој многу пониско ниво од европскиот фудбал. Да, и во Исланд ги имаат оние прекрасни услови. Јас имам емисија разговарано со Борче Илиевски Шанса, тој и неговиот брат Еленио е кошаркар, Борче е тренер.
Скоро за секој клуб има прекрасни сали, прекрасни терени, некогаш беа аматери, меѓутоа сега се вистински професионалници со својот однос кон самиот спорт. Значи Казахстан, Исланд X2. И последниот пар или последната на преврација двојка Албанија Арменија. Овде прво што помислив е дека некако знаејќи Албанија и Арменија, мислам дека нерешено не може да биде, затоа и типов 1 и 2. Значи победа или на тие или на тие. Или на тие. И секако на крајот очекувам прогноза и за, бидејќи така ни е карактерот на емисијата, Македонија Австралија, твој тип. Еве ќе запишам Гордан Здравков. Емоциите врзуваат сигурно. Сигурно врзуваат исто. Како што реков пред малку. Иако беше лошо, слошти сепак Македонија. Македонија, не можам да типувам нешто друго освен единица. Добро, тоа е. Кажи, дали имаме, ќе ми просиш, дали имаме гледач? Молим? Има гледач, еве дојдем сигнал. Ало, добар ден, поздрав до Гордан Здравков и до тебе, драги Пушка. Македонија, Австралија, 2+. Кој е на линија само да знам? Ванев Ангел. Како? Ванев Ангел. Ангел Ванев. Да. Прогноза? 2+. 2+. Благодарам. Да. Поздрав, еве, возракано поздравите. Уште еден гледач. Ало? Ало? Да, повелете. Ајде. Ало? Кој е на линија? Малечков Христо. Христо Малечков. Кец 0. Малечков Христо. Кец 0, двознак. Добро, Кец поздрав 0. со среќа. Дали имаме друг гледач режија? За сега нема. Сосема за крај, Горде, бидејќи времето не гази, очекуваме јавување од Џаровски. Еве новата функција тим менаџер. Реков, на прсти може да се избројат тим менаџери или шефови на стручни штабови со на највисока пролиценца. Што е толку тешко? Дали е скапо, дали не им се дава на тренерите или има голема процедура во години, во месеци? Како се доаѓа до пролиценца? Па за наши услови, прв, добро рековте, прескапа за наши услови. Навистина, да кажеме, ако кажам дека на најниско ниво Б, отприлike нешто 800 евра, околу 800 евра, А, 1600 евра, да речеме, со сите трошоци, со спиење, тие, пролиценцата е само уплата 4000 евра плюс трошкови, се оди во елитни хотели, ево сега. Да, семинари во Лион, во Нион. Ево сега имат задача да кажеме, пошто иде ова последна генерација на ПРО, мора да идат да истажират 5 дена во странство, во некој фудбалски клуб, секако тоа ќе ги кошта. Мислам дека на прво место е финансиите, во секој случај. Не е толку тешко, ние што го сакаме фудбалот, што имаме љубов, сигурно не е тешко, меѓутоа навистина е за наши услови прескапо. Да го искористиме уште еднаш гледачот. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете. Македонија, Австрија. Ало? Македонија, Австрија, во типом 1X. А кој типува? Вашето име и презиме? Димовски Дејан. Дејан? Димовски. Дејан Димовски. Благодарам, Дејан, поздрав и со среќа. Ова е Дени, сега ми текне Дени. Дали има друг гледач? Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете вашето име и презиме и типот. Овде е Баже Стојанов. Баже Стојанов од Штип. Поздрав, да, од Штип, поздрав до гостинот и до водителот. Благодарам. Македонија, Австралија, точен резултат 1:3. 1:3. Благодарам, Баже. Поздрав и со среќа. Тоа е она. Дојдовме до овие лиценци. Колку време си во Силекс, тим менаџер? Значи, од летото. Практички оваа сезона. Инаку имаше на таа позиција во Брегалница, беше во Хоризонт, ми се чини, или кои екипи досега ги водеше?
Повеќе. Меѓутоа, еве, класичниот фудбал, современиот фудбал, си бара, нели, акционерски друштва, си бара и пролиценци. Откако настана оваа пракса, бидејќи реков, на прсти може да се избројате колку сте. Значи, еве, знам дека беше и у работнички, да, заборив. И шампионска титула имаше. Шкендија, Пелистер, да. Беласица, Брегалница, Овчеполе, работнички, рековте. Тоа е се со пролиценца, да. Да. Не, првите почетоци Уствари тоа поче ова ново правило. Да, ова ново правило 2002-2003 година. Значи прво беше затоа што немавме пролиценци, беше со Б и сега се стегат критериумите, сега се бара за прва лига нормално пролиценца. Горден, ако сакаш не мора да говори, нели се многу строги критериумите. Кога може еден Рајан Гикс во премиер лигата последните 10-11 кола да ги води како замена на како се викаше тренерот, нели си даде оставка. Јас имам случај во Штип Срза Захариевски. Толку години е на клупата на Металург, нема лиценца, меѓутоа тренер еве и Игор на работнички. Резултатот е нивно очигледен, меѓутоа поради немање на лиценца се става во непријатна улога да не смеа да влезат во теренот. Ми се чини дека престроги се овие правила на Фудбалската федерација на Македонија, стриктно да ги почитува. Еве Драга Христоски исто случајот беше. Последните 5-6 кола дозволија. Се виде промена, Ѓоро Јовановски не идеше, тој е некој однос играч, тренер, да, се тргна Драган за 5-6 кола, направи некоја синхронизација, некој подобрување, што ги наследи еве Владко Костос, исто така со пролиценца. Моја генерација. Да. Па види, драги, работата не ја диктира Фудбалскиот сојуз на Македонија, тоа е УЕФА и ФИФА. Значи, кога они диктираат некои работи, нема милост. Нема милост и нема разговор на таа тема. Значи, ако рекле да биде така... Горде, за крај, што ќе порачате на Штипјани, бидејќи сме во самиот финиш на емисијата, збор 2, кого ќе поздравите, кого ќе упатите некои добронамерни работи за дечките, девојките кои што милуваат и го сакаат спортот. Твоја порака е до Штипјани, до сите оние наши гледачи во истоочниот регион, а гледам има интереса и во стари пријатели од Виница. Сигурно нема да ми замерат луѓето кои не се од Штип, да кажеме, меѓутоа не може да помине емисијата без Брегалница. Се радувам, искрено се радувам, затоа што конечно Брегалница го избра правиот водач. Значи, јас милувам да кажам дека Владко е писмен тренер, значи конечно се враќа некои работи поставености како треба и мислам дека Брегалница оваа сезона пред време ќе го реши својот статус, односно ќе исплива од овие води. Само да слушаме гледачи, дојде сигнал од решите. Ало, добар ден, повелете вашето име, презиме и прогноза. Ало? Добар ден. Повелете име, презиме и прогноза. На телефон Стојанов Горанчо. Да. 2-1. Македонија 2-1 победа на Македонија, така? Се исклучи гледачот, али како што слушнав Горанчо Стојанов, 2-1 победа на Македонија. Горде, не ми останало ништо друго, освен да те се заблагодарам. Требаше да бидеш гостин минатата емисија, меѓутоа испадна и предминатата трета мајка, да. Професионалните обврски беа кон Силекс, се погоди да се игра во сабота. Меѓутоа, мило ми е, драго ми е, сигурно така го чувствуваат сите штипјани односот кон тебе и на сите оние во истоочниот регион, бидејќи Брегалница е единствената екипа од добри, од стари исто, кој што е на мапата на фудбалската прва лига на Македонија, секако тука и Силекс, меѓутоа овој истоочен регион некако поние симпатици со Штип, Струмица, кај центри кои што некој жари пали, и самиот рече Овче поле, со Митрушев, со Штериев имаше еден, со Панче Коцев, кој бил во Македонска лига и во блиско тропаше на вратите на втората лига.
редно и тие центри да се... Мило ме, еве, ваќе ќе се трудам, сите оние од твојата генерација, постарите, да дојдат во оваа емисија, да се поприкажеме и да дадеме еден респект кон вас и секако поттик за младите фудбалери, како да се однесуваат спрема боите на клубот, спрема нив самите во кариерата и спрема евентуалните настапи во репрезентацијата на Македонија. Благодарам, убаво кажано, се надевам дека она што реков дека ќе ве гледаме и во Свети Николе, вашата ценета телевизија, се надевам и на други овакви емисии, ми беше задоволство да се дружиме. Да. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Режија, одиме со реклама, со джингл и веднаш потоа со делот во кој што треба да се слушливе со Велибор Џаровски Џаро. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете над превари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билдените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Пица ресторан Сае. Тајната е во вештините на угостителскиот еснав, вистината во гурманското чувство на гостите. Идеално место за дружба со најблиските или деловните партнери. Организирање на прослави во незаборавен амбиент, прекрасна атмосфера и перфектна услуга. Пица ресторан Сае, во срцето на Горно Маало. Резервации и нарачки на телефон 384 698 или на мобилен 078 240 532. Спортисимо. Вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Почани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете над превари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билдените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Џаровски. Режија. Што сакаш директно да ме уклучи? Добар ден, Џаровски, повели, како е? Добар ден, добро е, како е Штип? Студено. Облацено студено, како е кај вас во Скопје? Ветровито, ама нема дожд. Е, добро, тука имаше цели 24 сата и има сега оној штипски свилен ветер, знаеш го. Е, како е озан? Џаровски, имаш поздрав од Горде Здравков, што туку замина од студиото, беше гостин во денешното издание. Јас ги пренесо поздравите кога се слуштаве денеска од тебе и од Зегин и тој воздрав на поздравите. Е, така, ја би сакал овој ветер што дува у Штип сега да дува у голот на Вардар ова се за викенд. Да. Која е твојата прогноза, твоите дојави за овој викенд, бидејќи во овие 2 дена поголото ви имаме репрезентативни фудбал, они квалификацијски надпревари? Па ја го кажа преска мојот Штип, а за овој сега за следниот викенд има 2 дојави сигурно. Вчера
беше луд овој кој не играше Вардар двојка, 5 коефициент ракомет, да изгуби. Изгуби, ја игра сингл, затоа што играше со пола тим Вардар. Се чува за Келце. Да. Значи не е само фудбалот работата, има и ракомет. Ајде ги повториме паровите за денеска. Мораме почети с малко пушка, јер јас сум човек у години. Хрватска знам 100%, Вајадолид знам 100%, Холандија сигурно, Колдинг ракомет и Алба кошарка у Германија. А во режијата ги имаме запишано вака: Хрватска, Норвешка тип 1. Така. Белгија, Кипар тип 1. Гебек, да. Алба Телеком Бон кошарка тип 1. Да. Ракомет Колдинг Скерн ракомет 1 тип 1. Така е. И Вајадолид Албасете тип 1. Молим? Така, тоа е. Значи ова е Хрватска, Норвешка тип 1, Белгија, Кипар тип 1, Алба Бон кошарка тип 1, Колдинг Скер ракомет тип 1 и Вајадолид Албасете, тоа е Шпанска втора лига тип 1. Поздрав до сите стипнери, поздрав до брегалните и големи филми да добијат. Благодарам, Велибор Џаровски, беше тоа, се слушаме, се гледаме следната сабота. Поздрав и со среќа, еве поздрав и на тебе и на Зегин. Тоа беше Велибор Џаровски и неговиот предлог за овој спортски викенд. Тука некаде е крајот, драги гледачи, и на ова 24-то издание на емисијата Тип 102, во која се дружиме со нашиот денешен гостин. Тоа беше фудбалскиот ветеран Гордан Здравков и тим менаџерот на фудбалскиот клуб Силекс од Кратово, Гордан Здравков, кого еве на трета мајка, кој што речи самиот, го доведовме во студиото. Поздрав од мене, драги Герасимо Пушки, од дечките во режијата, Трајче Андонов, Гора Христоски Кичо, Трајче Малинов, Чордаш, Виктор Михајловски, Дарко Донев, Теодор Косакатов. Останете со здрави, уживајте во програмите на Ирис телевизија. Се гледаме следната сабота во 13 часот и 30 минути. Пријатно.